Добар ден, пред нас е уште еден во низата врели летни денови. Летни теми и прилози за актуелните случувања на Истокот, Македонија и светот гледајте и во ова издание на вестите кои почнуваат веднаш по кратката најава. Продолжуваат горештините, здравјето на удар на високите температури, лекарските ординации полни со пациенти. Се намалуваат казните за компаниите. Собранието изгласа измени на 3 закони. Санкциите ќе се нивелираат согласно со економската моќ на субјектите. Црвениот крст и Домот на младите во Штип подготвуваат голема летна крводарителска акција со музички хепенинг. Летото е период на можен недостиг на крвни залихи во болниците. И денес на сила се високите температури кои ќе ги имаме и викендов. Почитувајте ги лекарските совети и заштитете се колку можете од сонцето и горештините, кои удрија по здравјето на граѓаните. С голем обем на работа има итната медицинска помош во Штип. Очекувано, најбројни пациенти се хронично болните, но загрижувачки е порастот на интервенциите кај децата и кај вработените во текстилните компании. Летните горештини секој тешко ги поднесува, но хронично болните лица и работниците во текстилната индустрија, како што соопштија од итната медицинска помош, го зачестиле јавувањето во нивната служба. Во летните месеци зголемена интервенцијата како на домашни посети, така и на директни прегледи тука во итната медицинска помош Штип. Најмногу страдат хроничните болни, меѓутоа многу високите температури се одразуваат врз здравјето и врз целокупната здравствена состојба на сите возрастни групи, така што уште од најмалите, значи како педиатриски случаи, па така преку возрастните и работоспособните луѓе, па се до пензионерите, значи зголемена интервенцијата кај сите. Топлотните удари се повеќе изразени. Пациентите кои посетиле лекарска ординација најмногу се пожалиле на мачни, нагадење, вртоглавица, жежење во главата. Лекарите апелираат пациентите строго да се придржуваат на советите и препораките, се со цел полесно да го надминат овој топлотен бран. Значи луѓето треба да избегнуваат да излегуваат меѓу 11 часови и 17 часови на надворешна температура, мислам на надвор на сонце. Посебно хроничните болни треба да не излегуваат, да бидат на владни простори и да ја земат терапијата, затоа што кај нив може да дојде до влошување на состојбата, значи ако не е редовно земат терапијата. После срцевите болни, луѓето со циркулаторни заболувања, мозочни удари исто така треба да внимаваат. Значи симптомите се знаат. Што се однесува до трудниците, редовно да одат на контрола, да избегнуваат движење на сонце и секако како и за сите луѓе, без разлика на годините и на здравствената состојба, што повеќе да внесуваат течности во организмот, да се избегнува мрсна и калорична храна, овошјето и зеленчукот да бидат во поголем обем на трапезата. Како за подсетување за граѓаните е дека секој работен ден од 18:30 до 21:30 часот низ сите градови на Македонија се поставени мобилни пунктови каде се вршат превентивни прегледи. Собранието на Македонија даде зелено светло за измена на 3 закони, кои во многу елементи ќе ги подобрат условите за граѓаните и за стопанските субјекти. Со измените на законите за прекршоци, за општа управна постапка и за парнична постапка ќе се намалат казните за компаниите и ќе се подобрат условите за работа, оцени Сојузот на стопански комори. Со измените во законите за прекршоци, за општа управна постапка и за парнична постапка, што вчера ги донесе Собранието на Македонија со двотретинско мнозинство, во многу елементи ќе се подобрат условите за работа на стопанските субјекти, сметаат во Сојузот на стопанските комори, по чија иницијатива беа донесени овие измени. Со измените во законот за прекршоци, покрај намалувањето на глобите, се воведува и можност за опомена со што се остава простор за едукација на стопанствениците кои недоволно ја познаваат регулативата во насока на отстранување на недостатоците. Со воведувањето на принципот на нивелирање на санкциите согласно економската моќ на субјектите, како вкупни приходи, број на вработени, како и примена на информативна, едукативна, па дури потоа санкциона функција, Сојузот на стопански комори смета дека во голема мерка компаниите ќе чувствуваат помал притисок при спроведувањето на одредени законски процедури.
Општина Штип продолжува со активности за асфалтирање на улици во градот. По подготовката на улица Лески во населба Баби, која се очекува да започне да се асфалтира во вторник, од денес почнуваат подготвителни активности за асфалтирање на улица Рибник, која води од бањата Кежовица до градските гробишта, и на улиците во приградската населба Чардаклија во вредност од 4,6 милиони денари. Во моментов општина Штип работи на 4 сообраќајници, односно 4 улици во градот. Вчера заврши тендерот за улицата Рибник, која што се наоѓа на потегот од бањата Кежовица, вклучително со големиот паркинг, па се до градските гробишта, односно до излезот на регионалниот пат. Вредноста на проектот е 1,9 милиони денари. Се очекува веќе од денес да започнат зафатите за подготовка за асфалтирање. Ќе се асфалтира улицата Маршал Тито, односно дел од улицата Маршал Тито, која што води од полицијата па се до јавното предпријатие Истар покрај коритото на река Отиње. Значи проект вреден околу 1,6 милиони денари, а ќе се асфалтираат и улиците во Чардаклија, за што се издвоени 4,6 милиони денари, каде што исто така течат подготвителни активности. Утре на летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри во Кочани концерт ќе одржи популарниот македонски метал бенд Chromatic Point. Музиката што ја создава Chromatic Point представува несекојдневен спој на енергичен метал и традиционални македонски фолк елементи. Концертот на Chromatic Point е содржина од манифестацијата Топол културен бран, подржана од општина Кочани и од Министерството за култура на Република Македонија. Голема летна крводарителска акција со музички хепенинг ќе се реализира во среда, 29 јули, во Дом на млади Штип во периодот од 9 до 16 часот. Крводарителската акција е во организација на Клубот на млади на Црвениот крст и Дом на млади Штип, а за секој крводарител е обезбеден скромен подарок и благодарница за покажаната хуманост. Во последните 2 дена, 2 деца, едно од Швајцарија, а друго од Словачка, починале од високите температури, откако нивните родители ги заборавиле во вжештен автомобил. Во Словачка 2-годишното девојче починало во паркираниот автомобил, откако семејството наместо да ја однесе во градинка ја заборавиле на седиште. Второто девојче починало во град во Швајцарија, откако мајката го оставила детето само во автомобил. Велика Британија мора да остане во Европската Унија за да продолжи да влијае на светската сцена, изјави американскиот председател Барак Обама. Председателот на САД исто така истакна дека Европската Унија го прави светот побезбеден и попросперитетен. Кина ќе гради 2 нуклеарни електрани во Иран, односно во земјата ќе почне изградба на 4 нуклеарни електрани во следните 2 до 3 години истовремено. Кина двете нови електрани ќе ги гради во крајбрежната зона Макран на југот на Иран. Предвидено е во градежните работи да учествуваат над 20.000 работници и инженери. Фудбалскиот клуб Работнички се пласира во третото квалификацијско коло во Лигата на Европа. Романтичарите во реваншот ја совладаа Јелгава со 2:0, со што ја надополнија негативата од 1 гол која ја имаа по првиот меч. Работнички на Филип II, прашањето околу патникот во третото коло го реши за 17 минути игра, кога беа постигнати 2 гола. Првиот гол го постигна капитенот Бажи Илиоски, кој со глава го матираше летонскиот голман по нафрлувањето на Цикарски. 11 минути подоцна, Суаца Хити лесно се справи со одбраната на Јелгава и му ја донесе посакуваната предност на Работнички. Противник на Работнички во третото коло ќе му биде турски Трабзон. Првиот меч на програмата е на 30 јули во Скопје, реваншот е на 6 август во Турција. Ова е се во првото информативно издание на Канал Плюс. Повеќе информации за настаните на денот гледајте во дневникот во 16:30 и на веб порталот kanalplus.mk. Имајте убав ден.